Здраво на сите мои ученици. Ова е првиот час од нашиот латински почетен курс. Ќе работиме според овој учебник Lingua Latina per se illustrata, Colloquia Personarum, во издание од Domus Latina 2005 година. Па почнуваме со колоквиум примум, прв разговор. Прво да кажеме неколку збора за изговорот, на кој начин ќе читаме. Ќе читаме според правилата на македонската латиница, како што е напишано, значи така и ќе читаме. Со тоа што овој знак, кој што ние го произнесуваме како Ц, секогаш на латински ќе го произнесуваме како К, во било која позиција и да се наоѓа. Секогаш. Понатаму куто, без разлика дали е големо или мало. Тоа секогаш е придружувано од У, никогаш не се пишува само. И ќе го читаме ква. Па така, ова зборче го прочитаме колоквиум. Исто така овде како го пишуваме со големи букви и со остри букви, Уто големо и Вто големо имаат ист знак. Значи, овој знак го изговараме во зависност од контекстот во кој што се наоѓа и како У и како В. Или како У, или како В. Впрочем, тоа е еден и ист глас, но тоа е работа повеќе на фонетика. За сега ќе го знаеме ова, дека овој знак, кога имаме големи букви, значи во наслови, може да биде или В или У. Понатаму и хипсилонот, голем или мал, го читаме како нешто како помеѓу У и И, како француското И. Значи, го читаме помеѓу У и И. Или помеѓу И У. И. Во однос на акцентот, ќе важи правилото дека за сега читаме исто како со акцент, со македонски акцент. Бидејќи и во латинскиот јазик акцентот никогаш не паѓа на првиот слог одназад, како и во македонскиот, паѓа на вториот или на третиот. Во македонски јазик најчесто е на третиот, но имаме случаи кога паѓа и на вториот одназад, например во глаголските прилози трчајки, скокајки, јадејки, пиејки. Значи, за сега пристапот кон латинскиот текст ќе ни биде исто како да е некој македонски текст, но напишан на латиница, кого што не го разбираме. Пример, читаме некој текст од некоја област за која што воопшто не сме запознати, медицина, космонаутика, некој инженерство и така натаму. Значи, текстот е македонски, не го разбираме и го читаме според македонските правила. Па, почнуваме.
Колоквиум примум. Веднаш се среќаваме со првата именка која што ќе ја научиме. Тоа е именката колоквиум, што значи разговор. Кога ќе сретнеме именка која што завршува на ум, тоа ќе ни биде информација дека таа именка е од среден род. Па поради тоа и придавката примум, прва, кај нас разговор е од машки род, затоа велиме прв разговор. Придавката значи со именката мора секојаш да ја следи именката во родот и во бројот. Падеж сега за сега нема да споменуваме. Значи ако именката е еднина, мора и придавката да биде еднина. Ако е разговори, мора да биде први. А ако е машки род, разговор мора да биде прв, не може да биде разговор прва. Така и во латинскиот, придавката ја следи именката во род и во број. Придавките значи има три рода. Машкиот род примус на ус, женскиот род прима на а и средниот род рековме примум на ум. Прв, прва, прво. Примус, многу лесно можеме да запомниме дека е прв, имаме многу позајмици, примарен, примарност и така натаму. Тога ќе научиме дека завршеток за машки род е ус, примус, кога ќе видиме именка или придавка да завршува на ус, тоа е машки род. А е женска буква, уште од сега тоа добро ќе го запомниме, како во македонскиот јазик и во македонскиот и во многу други индоевропски јазици, а тоа е знак за женскост. И кај нас именките и придавките од женски род завршуваат на мајка, маса, работа, убава, добра и така натаму. И средниот род ќе запомниме, рековме дека завршува на ум. Колоквиум примум. Разговор прв. Персона е. Личности. Еве уште една именка, која што не ни е нешто многу далечна. Ја знаеме од англискиот person. Персона е во еднина, на а, личност. И во македонскиот јазик личност е женски род, само што не завршува според правилото на а во латинскиот според правилото завршува на а, личност. Сега ќе научиме како се прави множина од женскиот род. Множина се прави исто како на македонски. Пример ќе ја земеме именката македонска жена, за да направиме множина. Како е множина од жена? Жени, значи множина се прави со додавање на и. Така и тука на персона ќе додадеме едно и ќе добиеме што? Персонаи. Со тоа што ќе запомниме дека во латинскиот има фонетско правило, овој дифтонг, оваа група аи, секогаш преминува во и се пишува како АЕ. Па така, множина од персона, личност, ќе биде како? Точно, персона е. Личности. Личности, значи во диалогот, Маркус и Јулија. Еве и тука, Марко завршува на ус, значи е машки род, Јулија завршува на, значи е женски род. Маркус вели: Уби ест Сирија Јулија, значи хипсилонот, повторно ќе повторам, ќе кажам, го читаме како и, како француското и, помеѓу у и и. Уби ест Сирија Јулија.
Со оглед на тоа што ова е прашална реченица, се досетуваме дека ова зборче уби е прашален прилог, е прашално зборче, уби, со значење за место каде. Точно, убаво се досетуваме, исто така дека ест, го препознаваме од францускиот, е третото лице од глаголот, третото лице еднина од глаголот сум, што на македонски одговара на тој, та, тоа, е. Значи, ест на македонски е. Каде е Сирија Јулија? Именките што започнуваат со голема буква се лични имиња и тие нормално не ги преведуваме. Каде е Сирија Јулија? Јулија одговара: Сурија естин Асија. Сурија е во Азија. Предлогот in го среќаваме тука за прв пат. Нормално го знаеме и од англискиот, и од некои други странски јазици. Одговара на нашиот предлог во за место. Азија си е Азија. Маркус вели: Non Surja, sed Syria in Asia est. Non, добро се досетувате. Non е честичка за негација и одговара на нашето не. Не Сурија, но Сирија е во Азија. Сет, го среќаваме за прв пат. И е сврзник за спротивни реченици, но, ами и така натаму. Јулија вели: Сирија. Маркус: О Јулија, Сирија, non Сирија. Литера секунда est и, non и. Да ја проанализираме сега ова реченица. О Јулија, Сирија, не Сирија. Литера, еве уште една нова именка. Што мислите што значи литера? Поврзуваме со англиското letter, со нашата литература. И кога ќе поврзиме со секунда, со придавката што му е прилепена за литера и со контекстот е хипсилон, не и, се досетуваме дека се однесува дека значењето му е како? Точно, буква. Како ќе биде множина од букви, според правилото ова тука, со додавање на ае, на и, како во македонскиот јазик за множина, па тоа преминува во ае. Точно, литера е. Букви. А секунда, придавката, како ќе гласи машки, женски, среден род? Нормално, машкиот род завршува на ус. Секундус. Женскиот род на а, секунда. И средниот род на ум, секундум. Според англиското second, ако примус, прима, примум е прв, прва, прво, секундус, секунда, секундум, ќе биде втор, втора, второ. Значи, втората буква е и, не и. Јулија, non и, sed и, нум,
и литера латина est. Num литера латина est, гледаме дека е прашална реченица и очекуваме ова зборче кој прв пат го среќаваме исто така да е прашално зборче. Num. И сега, ако го ставиме зборчето num, да преведеме и литера латина est, реченицата ќе биде потврдна и е многу јасно, ќе ја преведеме со и е буква латинска. Ако ја направиме прашална, ќе биде дали прашање. Дали и е буква латинска, или зарем и е буква латинска, прашалното зборче num би одговарало на нашето дали или зарем и овдека ја среќаваме придавката латински, латинска, латинско, како ќе биде машки род од латински, нормално ќе завршува на ус, латинус. Женски род на латина, среден род на латинум. Значењето му е значи латински, латинска, латинско. Гледате дека во латинскиот, според латинскиот правопис, придавките што се изведени од лични имиња се пишуваат со голема буква, кај нас се пишуваат со мала. И сега во однос на акцентот, тука сретнавме кај секундус и кај латинус, акцентот видовме дека ако забележиме не паѓа на третата самогласка одназад, не е секунда, не е латина, ами секундус, секунда, латина. Кога ќе видиме дека, како кај латина, на втората самогласка одназад, прва е а, одназад, втора е и, има цртичка горе, тоа значува дека акцентот ќе падне на тоа место, латина, дека таа самогласка е долга и вреди за две, па и третото место значи ќе биде на неа латина. Кога ќе видиме пак ваков случај, кога после втората самогласка одназад, овдека втора самогласка одназад е у, следуваат две согласки една по една, н и д, тогаш го имаме истиот случај како латина, само што не е обележено со цртичка, и акцентот ќе паѓа на самогласката, на втората самогласка одназад, секунда. Не и, но и ü. Дали ü е буква латинска, зарем ü е буква латинска? Маркус одговара, ü non est litera latina, sed litera graeca. Овдека се ни е познато. ü не е буква латинска, но буква каква? Граека, грчка. Имаме, значи, уште една придавка, направена од личното име Грк. Грчки, грчка, грчко, како ќе биде машкиот род? Нормално ќе завршува на ус. Граекус, женскиот род, нормално завршува на а. Граека и средниот род, нормално завршува на ум. Граекум. Со значење грчки, грчка, грчко. Продолжуваме. Сирија est vocabulum graecum. Имаме ново зборче, нова именка, vocabulum. Што мислите од контекстот? Кој е значењето на vocabulum? Vox. Поврзано е со шпанското voca, што значи уста, усни, усна. Значењето му е збор.
Кој род е вокабулно во латинскиот јазик? Завршува на ум, значи е среден род. Кај нас збор е машки род. И поради тоа придавката грчки, грчка, грчко е земена во среден род, граекум, грчки збор. Кај нас ќе биде машки род, грчки. Кога сме кај именките од среден род, кога веќе кажавме како прават множина именките од женски род, со ае, именките од среден род множина прават исто како во македонскиот јазик. Во македонскиот јазик именките од среден род прават множина со а. Дете, деца. Завршува на а. Така и вокабулум како ќе биде зборови. Ако завршува на а, ќе биде вокабула. Точно. Зборови. Сирија е грчки збор. Одиме понатаму. Јулија. Сирија, Сирија. Non Сирија, sed Сирија. Сирија, Сирија. Не Сирија, но Сирија. Маркус вели, уби ест Сирија. Каде е Сирија? Уби беше прашално зборче, прашален прилог за место каде. Јулија вели, Сирија in Асија ест. Сирија е во Азија. Маркус, уби ест Ајгиптус. Каде е Египет? Досега од топоними, од иминки лични ги сретнавме Асија, Азија, првото Сирија, и сега го среќаваме Ајгиптус. Ајгиптус, за разлика од Асија и Сирија кои што се од женски род, нормално е од машки род, завршува на ус. Египет. Каде е Египет? Јулија, Ајгиптус. Египет. Јулија, Ајгиптус, по правило би требало акцентот да падне тука на хипсилон, бидејќи после хипсилонот кој што е на второ место има две согласки, п и т, би требало да е Ајгиптус. Но мене ме повлекува акцентот од грчкото, Ајгиптос. Значи, Ајгиптус. Ајгиптус quoque in Асија est. Египет, quoque, е во Азија. Quoque. Значењето на quoque е исто така. Египет исто така е во Азија. Маркус, in Асија? Во Азија? Ајгиптус non est in Асија. Египет не е во Азија. Јулија, Ајгиптус in Африка est. Египет е во Африка. Уште една лична именка. Африка е женски род, нормално. Африка, нормално. Овие лични имења Азија, Сирија, Египет, Африка немаат множина. Египет е во Африка. Сет Барабија est in Асија. Но Барабија е во Азија. Имаме уште една именка. Барабија. И сврзникот сет. Дали го кажавме сет? Да, еве. Сет, сврзник за спротивни реченици но или ами. Маркус, quit.
Quid, гледате, прашално зборче со значење на што. Quid одговара на нашето прашално зборче што. Што Барабија in Asia non est Barabia. Во Азија не е Барабија. Јулија, ест не Барабија in Африка? Овдека на ест е додадено едно не. Тоа сега не ќе го оставиме настрана. Ќе го прочитаме само ест Барабија in Африка како да е потврдна реченицата. Барабија е во Африка. Ова не ја прави реченицата прашална како нашето прашално ли. Не ли? Е ли? Барабија е во Африка ли? Барабија е во Африка? Дали Барабија е во Африка? Значи, одговара на нашето прашално ли, само што кај нас частичката прашална ли е самостојна, а не е енклитична и се додава на претходниот збор и заедно со него прави еден збор. Маркус вели Барабија non est in Africa. Барабија не е во Африка. Јулија. Num Барабија in Europa est. Num, што беше num? Еве да се подсетиме. Num дали. Дали Барабија е во Европа? Еве уште една именка, лична. Европа. Европа. Барабија in Europa, in Africa, in Asia non est. Барабија во Европа, во Африка, во Азија не е. Јулија прашува сет уби est Барабија, но каде е Барабија? Маркус. Арабија non Барабија, in Asia est. Арабија не Барабија е во Азија. Уште една лична именка. Арабија, нормално, македонски Арабија. In Arabia litera prima est A, non B. Во Арабија, литера, што беше литера? Во литература, literature, letter на англиски, буква. Буквата прва е А, не Б. Јулија вели Арабија, Египтус, Сирија. Сирија et Arabia sunt in Asia, sed Aegyptus in Africa est. Arabија, Египет, Сирија. Сирија и Арабија се во Азија, но Египет е во Африка. Овдека нови го имаме сврзникот et. Нормално погодувате, тоа е нашиот сврзник и за составни реченици. Исто така е и во францускиот. И имаме трето лице од глаголот сум множина, sunt, многу слично на францускиот, sont. Нормално, третото лице ќе го преведиме на македонски, трето лице од глаголот сум множина, како тие се
Значи се. Сирија и Арабија се во Азија, но Египет е во Африка. Nilus quoque in Africa est. Што беше quoque? Исто така. А Нилус? Нилус е реката Нил. Значи, Нилус. Кој род е Нилус? Нормално, машки род, завршува на ус. Реката Нил. Нил исто така е во Африка. Маркус вели, Quid est Nilus? Што е Нил? Quid? Што? Прашалното зборче, што? Nilus Magnus Fluvius est. Нил е Magnus Fluvius. Имаме нова именка, Fluvius. Од кој род е ова именка? Нормално, машки род, бидејќи завршува на ус. Што е Нил? Река. Значи, што е Fluvius? Река. И ја имаме придавката Magnus. Нормално, бидејќи река на латински е машки род и придавката ќе биде во машки род. Magnus, како ќе биде женскиот род од придавката? Нормално ќе завршува на А. Магна, а средниот род? Magnum, завршува на ум. Која е значењето на Magnus? Magnificent. Голем. Голем. Голема. Големо. Нил е голема река. Маркус. Quid est Sparta? Што е Спарта? Спарта. Нормално си е Спарта. Јулија вели, Спарта est magnum oppidum Graecum. Спарта е големо нешто грчко. Да видиме сега што е ова опидум. Опидум е нова именка што ја среќаваме. Кој род е опидум? Ова нова именка, завршува на ум, е среден род и значи град. Ќе запомниме дека опидум е град. Што е опидум? Град. Што е опидум? Град. Спарта е голем град грчки. Спарта е голем грчки град. Добро. Одиме понатаму. Естне Крета опидум Graecum. Што беше ова не? Ова не е енклитично и е прашално, како нашето прашално ли, дали. Ако е потврдна оваа реченица, без не, ќе ја преведиме. Крета е град грчки, а ова не, прашално. Дали е Крета, Крит, град грчки, или Крит, грчки ли е град? Крета, нова именка. Нормално, Крит. Јулија одговара, ест, е. Маркус, нон ест, не е. Јулија прашува, quid est Крета? Што е Крит? Маркус одговара, Крета ест инсула Граека. Крит е инсула грчка. Нова именка. Инсула. Кој род е оваа нова именка? Завршува на А, значи е женски род. И што е Крит?
Погодувате. Остров. Крит е грчки остров. Како ќе биде множина од остров? Острови. На почетокот кажавме дека женскиот род прават множина кога на ато се додава едно и, па ај, а ај секогаш станува ае и во множина завршува женскиот род на ае. Па имаме инсула остров, а инсула е острови. Крит е грчки остров. Крета et Naxos et Rhodus insulae Graecae sunt. Крит и Naxos и Родос се острови грчки. Тука можеме да дадеме врска со читањето. Прв пат ја среќаваме оваа буква, X-от. X-от, голема или мала, ја читаме како кса. А кога ќе започнува збор на Р, после Р-то секогаш се пишува еден здив, Х, но ние не го изговараме, читаме родус. Продолжуваме. In Graecia sunt multae insulae. Graecia, Грција. Уште една лична именка. Graecia. Од кој род е Graecia? Нормално, женски род. Во Грција се многу острови. Ние би рекле во Грција има многу острови. Во Грција бидуваат многу острови. На латински го користат глаголот сум. Естне Сирија инсула Graeca? Еве го повторно, тоа не е прашално. Сирија остров грчки ли е? Или дали е Сирија остров грчки? Јулија одговара нонест, не е. Маркус прашува кој тест Сирија? Што е Сирија? Јулија одговара Сирија ест. Сирија е. Маркус ја поправа. Сирија. Нели? Таа разлика меѓу и ü, како француското ü. Јулија одговара Сирија ест. Vocabulum Graecum. Сирија е. Vocabulum. Што беше vocabulum? Vocabulum. Именка од среден род. Збор. Множина. Тука да се подсетиме уште еднаш. Множината среден род се правеше со а, како кај нас, дете, деца, и кај нас на македонски именките од среден род множина прават на а. Значи зборови. Сирија е грчки збор. Тука го завршуваме ја завршуваме нашата прва лекција. Нашиот колоквиум примум. Прв разговор е сега да се подсетиме што научивме. Во однос на изговорот, научивме дека читаме исто како по правилата на македонската латиница, со тоа што буквата Ц латинична секогаш ја читаме К, Q-то секогаш е придружувано од У и заедно двете ги читаме како Q. Кога пишуваме со големи букви, овој знак има вредност и за У и за В. Хипсилонот се изговара меѓу И и У како Ü, како француското. Еве ќе напишеме како француското Ü. Она Ü со две
со точки горе. Еве сега ќе го ставиме тука. Баш ме интересира. Каде си? Каде си? Каде си? Каде си? Мора да си тука негде. Еве го. Значи како француското U. Понатаму за акцентот кажавме дека читаме исто како на македонски, на третиот слог одназад. Со тоа што после кажавме кога посебно читаме акцент на вториот, кога вториот слог одназад е долг, а тој е долг или ако на него има напишано црта, или ако после него следуваат две една по друга согласки. Понатаму, во врска со изговорот на крајот, спомнавме дека X-от го читаме како кс. Во оваа лекција научивме неколку лични именки и тие се пишуваат нормално со голема буква. Како Асија, Сирија, Египтус, Африка, Европа, Арабија, Нилус, Спарта, Крета и Грекија. Од именки, општи именки, ги научивме колоквиум, разговор, и кажавме дека именките кои што завршуваат на ум се од среден род, персона, личност, кажавме дека именките кои што завршуваат на А се од женски род, како на македонски, и на македонски А е женска буква. Понатаму ги научивме именките литера, буква, вокабулум, збор од среден род, флувиус, река, именка од машки род, опидум, именка од среден род, град, инсула, именка од женски род, остров. И тоа е тоа. Друго што научивме во врска со именките, научивме како се прави множина. Кажавме дека кај именките од женски род се прави множина како во македонскиот, со додавање на и, жена, жени, но тоа аи, секогаш во латинскиот станува ае, значи од женски род завршуваат на ае, персона, личност, персона е личности. Средниот род како вокабулум, множина исто како на македонски, од средниот род множина прават со а, дете, деца, вокабулум, вокабула, значи среден род множина се прави со додавање на а, и множина кај машкиот род не кажавме како се прави, еве, флувиус, тие што завршуваат на ус се машки род, исто како на македонски, маж, мажи, се прави со додавање на и,
пак ја имаме флувии. Наместо ус додаваме и за множина и тоа означува реки. Друго, од глаголи научивме трето лице еднин од глаголот сум. Тоа е ест. Еве го. Е. И трето лице од истиот глагол но множина, се, сунд. Еве го. Се. Од неменливите зборчиња ги научивме од прашалните ги научивме уби за место, каде, нум, дали или зарем, честичката не, значи на нашата честичка ли, прашална. Другите неменливи зборчиња кои што ги научивме сврзниците сет, сврзник за спротивни, но, и сврзникот ет, и, еве го, и сврзникот квокве, исто така. А да, од прашалните го научивме и quit, со значење на што. Од предлози научивме предлогот во, in, и частичката за негација non, не. Тоа би било за овој наш прв час. Ве поздравувам. Следете не. Следете не. Поздрав!